Добро утро од собраниски брифинг. Гостин во денешниот собраниски брифинг ќе ни биде пратеникот од ВМРО ДПМН Дејанчо Ефтимов. Добро утро, господин Ефтимов. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на утренски брифинг во собранието. Имаме многу теми за разговор, но нели ќе го започнеме разговорот со темата која вчера почна, односно почната е поодамна време, вчера некако кулминираше, а денеска и во текот на оваа недела ќе продолжи. Вчера се одржа средба меѓу Заев, Села и Африм Гаши, лидерите на Алијансата и Алтернатива, и се договорија за законот за државјанство. Не е јасно многу што се договорија, конечен договор како да нема. Се очекува ВМРО ДПМН да ги повлече амандманите, на тоа повика и двајцата лидери на Алијансата и Алтернатива. До каде се овие преговори? Дали ВМРО ДПМН ќе ги повлече амандманите? Токму така, на вчерашната средба, која што се одвиваше помеѓу лидерите на Алтернатива и Алијанса со премиерот Зоран Заев, токму недефинирано излегува со изјави дека имат напредок во однос на преговорите, во однос на законот за државјанство. Меѓутоа немаме конкретни и официјални предлози како тоа ќе се надмине и во кој формат истото ќе биде предложено. Затоа се уште ние како политичка партија немаме официјални предлози и информации што всушност се договорило и не можеме се уште да го дебатираме тој дел на вчерашниот состанок. Меѓутоа, ВМРО ДПМН е подготвено да ги повлече овие амандмани доколку се изнајде соодветно прифатливо решение кое што ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија, а секако и со позитивните законски прописи на Европската Унија, бидејќи ние сме земја која пристапуваме кон Европската Унија и нашето законодавство секогаш во последните години од кога сме кандидат за членка на Европската Унија, го прилагодуваме на ова европско законодавство. Затоа мораме при донесување на сите овие закони да водиме сметка и во однос на усогласеноста со ова позитивно законско решение кое што ќе биде во согласност со позитивните законски прописи и на Европската Унија, а секако и со Уставот на Република Македонија. Затоа да почекаме да видиме официјално што има договорено, кои се оние точки каде што има напредок, па потоа како партија официјално ќе се произнесеме, а секако ќе повторам уште еднаш, ние како ВМРО ДПМН сме подготвени да ги повлечеме амандманите. Ова всушност го најави уште и на лидерската средба председателот, уште на лидерската средба го најави председателот Христијан Мицковски, кој што најави дека ВМРО ДПМН е подготвено да ги повлече овие амандмани и истите да дојдат на пленарна седница заедно со петиот пакет на мерки, за да можеме да видиме согласање кој е за, кој е против ова законско решение како што беше предложено, за да не може одредени политички субјекти, како што е владеачкото мнозинство во конкретниот случај СДСМ, да блефираат во однос на тоа дека имаат или немаат забелешки со неподнесување на амандмани, да се видеше конкретно на пленарна седница дали се за или против ваквото законско решение кое што е предложено. Меѓутоа, во изминатите неколку денови или недели се увиде дека истите блефираат. Зошто? Бидејќи истите немаат поднесено амандмани, а сега велат дека истото е неприфатливо и преговараат за нов концепт на доставување или нов предлог на закон или амандманско подобрување. Така, вчера председателот на Алијансата рече дека коалицијата, опозицијската коалиција на албанците ќе се повлече од оној нивен предлог за добивање на државјанства со сведоци и дека не станува збор, од друга страна пак дуи велата дека Алијансата не ја зборува вистината, бидејќи не станува збор за околу 70.000 граѓани, туку околу 2300 до 3000 граѓани. Сега зборот ми е, прашањето ми е, дали навистина има потреба уште да се одолговлекува уште десетина дена, па е до крајот да се изнајде решение, па следната недела со оглед на тоа дека текстилната индустрија, односно Сдруженијето Гласен текстилец, веќе има упатено писмо до пратениците и бара итно да се донесе петиот сет на економски мерки. Зошто да се чека толку време, десетина дена? Дали не може побрзо, дали течат овие преговори? Така, конкретно мораме да напоменеме дека исклучителна одговорност и вина за недонесување на петиот пакет на мерки е исклучиво во власта, односно во владеачкото мнозинство.
овие дилеми и манипулации дека од страна на опозицијата се кочат овие мерки, мислам дека истите се разрешија со самото инсистирање и добивање на позиции да се истите точки со единствени точки на дневен ред беа поставени на седница каде што беа препратени на матичните работни тела. Меѓутоа, кога зборуваме за вработените кои што ги очекуваат и компаниите, тие се загрижени бидејќи истите мерки требаше да се однесуваат токму на февруари и март. Власта очигледно немајќи средства очекуваше да ги добие. Власта тврди дека пари во буџетот веќе се изгласани со донесување на буџетот и така натаму. Се надеваме дека во текот на оваа недела можеби следната ќе бидат донесени петиот сет економски мерки за да им се помогне на граѓаните. Во секој случај сега имаме нов предлог закон од владата за сите оние приватни болници да бидат усогласени цените за оние кои ќе се лечат на овие клиники. Дали ќе го поддржите таквото законско решение на владата? Видете, со поднесување на овој најавени во најава предлог на мерки за измене на законот за здравствена заштита, всушност тие истите сакаат да добијат на време. Зошто го кажувам ова? Всушност и досега, согласно законот за управување со кризи и Уставот на Република Македонија, владата ги имаше сите мерки кои што можеше да ги превземе во однос на обезбедување на сите неопходни услови за лекување на граѓаните. Зошто е тоа така? Во изминатата година веќе повеќе од 13 месеци имаме кризна или вонредна состојба во Република Македонија, а со тоа се активираат сите механизми согласно Законот за управување со кризи и Уставот. Токму во членот 31 од Законот за управување со кризи е нотирано дека во кризна состојба државата, односно владата, извршната власт во моментот, може да ги користи сите ресурси на јавните предпријатија, на службите, на управите, а секако и на трговските друштва кои што се директно поврзани со причината за предизвикување на за прогласување на кризна состојба. Згора на тоа имаме и дополнително во ставот 2 каде што вели дека дури врз основа на договор со центарот или доброволно договарање може да се користат и ресурсите на приватни, односно физички лица и на приватни правни лица. Затоа велам, почната постапка, дали ќе ја поддржите? Да. Затоа велам дека овие измени не биле неопходни за државата да го користи тоа. Во моментот ово е само одолговлекување. Државата ги имаше сите ресурси, меѓутоа тие се занимаваа со возење со мотори, возење со хеликоптери и барање на провизии за вакцините кои што требаше да се набават. Овде треба да одговори и министерот и премиерот зошто сме држава која што е на најдолниот ранг во однос на вакцинирани граѓани, а по смртност сме на ранг листите меѓу првите 5 во светот. Затоа уште еднаш напоменуваме, сите мерки овие се неопходни за да може да се воспостави еден систем. Системот не функционира. Затоа и овде мораше да се појави како чинител и директен учесник и Фондот за здравство. Каде е Фондот за здравство кога на овие граѓани кои што не можат да ги остварат своите права од здравствена заштита, не само за лекување од COVID-19. Зборуваме за диагнози кои што не трпат одлагање. Досега Фондот за здравство требаше да излезе во пресрет и преку приватните, односно и преку државните капацитети. Приватните болници и државните болници требаше досега компактно да реагираат и да излезат во пресрет на сите граѓани во Република Македонија. Времето ни беше толку кратко е за вакви теми. 3-4 прашања се извртевме 3-4 прашања, одговоривте на неколку. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам на поканата. Студио ова беше разговорот со пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Дајанчо Ефтимов.